Нашата цел на денеска на оваа пресконференција е да ги објавиме резултатите од мониторингот на медиумите кој што го спроведовме во периодот од 17 март заклучно со вчера во рамки на проект кој што го спроведуваме во соработка со ЕРИС од Велика Британија од Лондон, МЕМО 98, а поддржан од Европската Унија и кој што проект е наменет за зајакнување на капацитетите на медиумите. Во рамки на проектот веќе организиравме и спроведовме обука за мониторинг со вашите млади колеги, студенти по новинарство. Направивме и активности на самоевалуација на повеќе медиуми за да видиме што е потребно понатаму за јакнење на капацитетите на тие медиуми. Но едновремено правевме и мониторинг на нивната работа од аспект на тоа како ги покриваат изборните кампањи за кандидатите за председател, но и како го покриваат презентирањето на политичките партии и работењето на владата. Значи, ова беше пошироко од она што го презентираше ОПСЕ ОДИХР во рамки на нивните активности. Би сакала да нагласам дека ние овој проект, кога го почнавме и кога го планиравме, не знаевме дека ќе имаме во овој период избори и дека ќе се совпадне нашиот мониторинг со изборите. И тоа беше една убава коинциденција или совпаѓање, за да можеме точно да го спроведеме овој мониторинг во овој период кога ни се случи изборната кампања, но исто така ова е на некој начин и проверка на резултатите кои што ги објави ОПСЕ ОДИХР во рамки на нивното следење на медиумите. Она што јас како основна црта или основен наод можам да го кажам пред да почне Расто е дека следењето, односно мониторингот на медиумите покажа дека нашите медиуми се уште не известуваат на начин кој што ќе обезбеди избалансирано информирање на граѓаните, нити пак до крај ги почитуваат етичките и професионалните стандарди во нивното работење, односно дека со право заклучуваме дека се уште треба да се работи за градење на капацитетите на нашите медиуми.